Што гледате, нашите маршеви се мирни маршеви. Целта на маршевите не е само да разбудиме свеста на власта, мислам актуелната влада, биде натаму и друга влада и се. Значи целта е да се подигне свеста на народ. Што гледате и сами последните маршеви, се помалку и помалку се намалува број. Сите да се свестат дека треба да се смене ово општество. Нашата држава има многу убави закони, само што не се почитуваат. Значи треба се да се смене од корен за да бидеме ние безбедни. Ама јас не гледам како прво за да се смене нешто, да се подигне свеста на владата, на постоечката власт. Прво треба свеста на народот да се подигне. Само што не гледаме дека тоа се случува кај нас. Да, имат некои оправдување, летна сезона е, годишни одмори се, не викаме дека треба нон-стоп да се. Ама барем тие откочени нека го одвојат тај саат и пол да дојдат. На нас треба и да не разберат. Ние сме у таа фаза што сме гневни, бесни, ние загубивме деца, ние сме повеќето од нас сме по терапии и ово што сега сме, нели, па сме смирени, терапиите не држат, ама пак свесно размислуваме. Во врска со прашањето, дека и мало, и сами го тоа слушнавте, дека некои одредени политички структури нас не насочуваат што како. Луѓе, ние ако сме родители не значи дека сме прости. Значи тука има и интелектуалци, па макар што и тие што не се интелектуалци, искуството си го прави своето. Значи првите 2 месеца ние сите бевме, како да кажем, потонати, никој ништо не следеше. И кога почнаа да избиват некои работи, што се вадат од контекст, ние сметавме дека ќе биде секако што треба. Значи конкретно јас ќе ви кажам за мене. Значи јас 2 недели гуглав закони, симнував, подвлекував за да видам кои се нерегуларности се били во дискотеката Пулс. Затоа не ми треба на мене политичка партија да ме упатува. Доволно е сам, мислам, кој да е, нели, кога гледаш дека нема правда, сам си ја тражиш правдата, начинот